Добро утро повторно од мене, Владко Чаловски. Ние сме во оној дел од утринскиот брифинг кога ги разговараме трите теми во периодот од 9 часот. Темите со кои што денеска ќе се занимаваме. Град Скопје го донесе буџетот за 2020 година. Кои се предностите, меѓутоа кои се критиките од страна на опозицијата за овој буџет, ќе слушнеме од госпоѓа Светлана Коларич, која што е советничка во град Скопје од редовите на ВМРО ДПМНЕ. По оваа тема, колешката Кристина Атовска разговара на две одделни теми. Можеби К15 една од оние најважните теми кога се во прашање новогодишните празници, односно завршувањето на годината, кој ќе добие, кој нема да добие, зошто нема да добие и каде можете да го пријавите тој проблем доколку не добиете К15, односно она дополнителна плата. Атовска разговара со Дарко Димовски од Сојузот на синдикати. И друга тема, во пресред на новогодишните празници, кога е сепак шарено, разнолико и раздвижено низ градот, каква е пристапноста за лицата со одреден инвалидитет. Нејзина гостинка овде во студиото е Елена Кочовска од Полио Плюс. Кратка шпица и се враќаме во студиото. Како што најавив, добре дојде велам за советничката од редовите на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата во град Скопје, господја Светлана Коларич. Ви благодарам на поканата, добре ве најдов. Само уште на старт да напоменам дека за потребите на оваа тема беа поканети секако и представници од владеачката партија СДСМ и нејзината коалиција во град Скопје, меѓутоа поради разни причини не можеа да обезбедат свој представник во денешниот утрински брифинг. Но ние додиме со ред. Град Скопје го донесе новиот буџет за 2020 година, кој што предвидува вкупно 120 милиони евра или 12% повеќе во однос на 2019 година. Меѓутоа, и при носењето на овој буџет сепак политичките калкулирања и политичките препирки не изостанаа, па така ВМРО ДПМНЕ и коалицијата во одреден момент ја напушти самата расправа на буџетот. Кои се вашите генерални критики, односно заклучоци, што не е добро од овој проект, од овој буџет, се извинувам? Токму така. Споредено со 2019 година, предложениот буџет на град Скопје за 2020 година се зголеми за 12% и гледачите сигурно дека сметаат дека е добро, дека ќе има повеќе пари во буџетот, се со цел за да се задоволат потребите на граѓаните. Или пак вкупно се предлага буџет од 7,3 милиарди денари. Расправата почна во 11 часот, меѓутоа опозицијата ја заврши во 22 часот, заради тоа што сметавме дека врз основа на предлог буџетот на град Скопје треба да поднесеме амандмани. Амандманите не се лично своји на советниците на опозицијата ВМРО ДПМНЕ заедно со коалиционите партнери. Ние сме секојдневно во комуникација со граѓаните и гледавме секој амандман да биде подкрепен врз основа на се она што се вели основни потреби на граѓаните за едно нормално функционирање во градот Скопје. Поднесовме над 70 амандмани, чинам околу 72-73 амандмани, ниту еден амандман не беше прифатен. Ниту пак имаше идеја да се разговара малку подетално во однос на амандманите. Од тие 70, кој би го издвоиле како еден од најважните кој што беше одбиен од владината коалиција во град Скопје? Најважен беше барем за кога се работи за бенефит кај граѓаните. За бенефит кај граѓаните најважен амандман беше проектот четврта фаза на булевар Борис Трајковски. Булевар Борис Трајковски, 3 фази, беа направени од страна на ВМРО ДПМНЕ со коалицијата. Остана уште четврта фаза. Тоа е оној дел од Пинтија до Драчево, кој што обслужува над 60.000 граѓани, кои што живеат во Драчево, Студеничани, Батинци и Зелениково.
Немаше слух минатата година кога се носеше буџетот, немаше слух и оваа година кога се носи буџетот, а станува збор за навистина лош пат, каде што самата инфраструктура веќе прави големи проблеми за секојдневното функционирање на граѓаните кои што секојдневно се движат по ова булеварско решение. А за да бидам сега сосема коректен во однос на темата, оние придобивки кои што Шилегов вели дека се носат од еден ваков буџет, односно изградбата на Луна паркот, на нова универзална сала, одржување на реката, односно на кејот на реката Вардар, улично осветлување, дигитална, односно урбана опрема на Скопското кале, вели дека се едни од најзначајните проекти. Што е она што вам ви пречи во овие негови излагања како главни придобивки за граѓаните? Особено ако се знае дека Луна паркот, например, со години е тема која што се протнува, меѓутоа не е реализиран тој Луна парк. Универзалната сала исто така. Знаете, сепак се капитални инвестиции. Пред 2 години зборувавме за Луна парк. Сега веќе зборуваме за нова идеја на градоначалникот Петре Шилегов, кој што говори за забавен парк. Пред 2-3 години зборувавме за парк каде што нашите најмлади ќе можат да си го реализираат своето слободно време заедно со родителите. Сега веќе зборуваме за еден забавен парк кој што треба да бил најдобар забавен парк, најголем забавен парк, кој што треба да обслужува жители кои што гравитираат на околу 250 километри. Па прашањето е дали на вистина на градот Скопје му е потребен ваков забавен парк, каде што само за реквизити во новиот предлог буџет се зборува за некаде 120 милиони денари. Дали сметаме дека на граѓаните токму во овој момент, кога на вистина се уште имаме проблеми со сообраќајници, каде што имаме проблеми со канализација, каде што имаме проблеми со водоводната мрежа, потребен ни е забавен парк кој што ќе има дневно 3000 посетители, ако точно знаеме дека и сообраќајното решение токму на оваа локација нема да биде решено за оној период за кој што вели градоначалникот дека по средината на 2020 година веќе граѓаните на градот Скопје ќе го видат новиот забавен парк. Чисто сметам дека станува збор за популистичка мерка. И јас се надевам дека градоначалникот Шилегов ве слуша во моментов и некои од неговите советници ќе ви реплицираат на ова што го зборувате со оглед на тоа што се на некој начин така и функционира работата во градот. Затоа сакам да се надоврзам зошто кога се работи за бенефит на граѓаните, речи се никогаш како да нема слух од страна на политичарите, нема консензус за одредени важни прашања во градот. Тоа сепак се преместува на една политичка порака, на постојани обвинувања, дури ако ги земам двете партии за пример, генерално се претвари во некаква какафонија на крај крај. Знаете како, и минатата година кога се носеше буџетот на град Скопје, ние предложивме 90 амандмани, сега предложивме 70 амандмани и ви кажав, тие се правеа во дослух со потребите на граѓаните. Бидејќи ние како ВМРО ДПМН заедно со коалицијата победивме со над 100.000 гласа. Тоа значи дека постојаната комуникација со граѓаните ни наложуваше да поднесеме амандмани кои што ќе беа додадена вредност на она што се вели проекти реализирани од страна на Петре Шилегов, градоначалник на град Скопје, но додадена вредност од представниците на ВМРО ДПМН заедно со коалицијата. Во суштина крајот всушност на таа какафонија која што вие ја кажавте е бенефитот кај граѓаните. Нас и не ни беше битно да се спомене дали ова е предлог на ВМРО ДПМН или е предлог на Петре Шилегов. Буквално ова беа предлози од граѓаните за кои што градоначалникот требаше да има слух, да размисли
и дел од амандманите да ги прифати и да ги стави во предлог буџетот. Не можевме ние да прифатиме издвојување на 46 милиони денари за привремени вработувања само за 2020 година. Сметаме дека со вработувањето во администрацијата, посебно во градската управа, е доволно. Заради тоа што и 2019 сме сведоци дека огромна сума на пари завршија за привремени вработувања. Преблокирана е администрацијата во градот. Веќе луѓето не знаат што да работат, не се познаваат колегите меѓу себе. Оние луѓе кои што се со професионално искуство се тргнати на страна. Донесени се луѓе со договор на дело, со друг вид на договори, со нови вработувања, со превземање од други општини, се со цел да се направи една партизација и еднострано да се турка проектот за поубав живот на градоначалникот Петре Шилегов. Вие може и да направите разлика и да ги утврдите разликите помеѓу програмата и предлог буџетот во 2019 и 2020. Ќе видите дека голем дел од програмата која што ја ветуваа на граѓаните пред да дојдат на власт, ниту некогаш ќе се реализира во овој мандат, ниту има намера воопшто да се предложи во наредните години, заради тоа што беше направена многу паушална, популистичка, каде што не беа исконтактирани граѓаните. Не можеме ние да прифатиме. Ако добро се сеќавам на сите овие обвинувања за вработувања, јавните предпријатија самите излегува со деманти дека бројките на ВМРО ДПМН кои што ги објавува во јавноста не се тие. Последен таков пример беше со 350 вработувања во градската администрација која што добивте демант, па дека не е планирана таква бројка, се работело за 150 административци. Така да затоа ви велам, нивото на јавниот дискурс сепак не соодветствува ако се знае дека и двете страни лиферуваат со своји информации. Затоа јас ќе ги повикам новинарите да се вклучат со својата истражувачка дејност и моќ на истражување и најдобро да истражат, да ја видат бројката, да се консултираат со Министерството за информатичко општество и да ја добиеме реалната бројка. Па ние при таквите истражувања имавме проблеми со градската куќа. Например, поранешниот градоначалник Коце Трајановски имаше своји бројки за тоа колку луѓе можат да влезат таму, градоначалникот Петре Шилегов имаше своји луѓе, а никаде не постои архитектонски елаборат, односно геодетски или како и да се вели, тој кој што ги може да се види колку луѓе може да бидат натре. Не постои таков елаборат или немавме пристапност до таков елаборат. Затоа велам пак се информациите. Знаете како, градоначалникот Петре Шилегов седна во градската фотелја во 2017 година. Ја продаде градската куќа пред неколку месеци и мислам дека едно такво дело, еден дом, каде што треба да ги сместиш своите вработени, а сите ги знаеме какви се условите за работа во веќе распаднатите бараки. Мислам дека имаше доволно време, првите 3 месеци од својот мандат, да ја направи процената, да предвиди колку вработени му се потребни во сите сектори и уште тогаш можеше да донесе решение за продажба на градската куќа и пронаоѓање на нов простор за да се дислоцира градската администрација. Добро, бидејќи зборуваме за буџетот за 2020 година, јас би ве замолил, а при крајот сме, би ве замолил да издвоите која би била најдобрата инвестиција од овој буџет, кој би бил вашиот предлог како замена за она што не е добро, што би требало да произлезе од овој буџет? Како инвестиција? Да, ние постојано парите ги вадевме од ставката за привремени вработувања, парите ги вадевме од чистење на реката Вардар и Лепенец, затоа што сметаме дека 60 милиони се многу за една година за чистењето на овој дел. Понатаму од паметен и дигитален град вадевме исто така од таму одредена сума на пари,
се со цел да се задоволат оние основни потреби за граѓаните, спомнав, започнување на значајни сообраќајни решенија, изградба на канализација, посебно во местноста Припор, каде што и градоначалникот Петре Шилегов беше пред 2 години на лице место и вети дека тоа ќе биде минато, но еве, може да појдете во Припор и да видите дека посебно во летните периоди имаме еколошка бомба, односно излевање на водата од канализација на отворена и јавна површина, а жителите при тоа стравуваат постојано од заразни болести кај дечињата, бидејќи дечињата го поминуваат овој пат за одење во училиште. А добрата работа од буџетот? Добрата работа од буџетот не можам да ја видам во буџетот. Знаете зошто? Затоа што главно беше дека буџетот треба да има поголема сума на пари за подобрување на животната средина. Ако го погледнете буџетот, во буџетот оваа година се предвидени само 1 милион и 400.000 евра, а во 2019 година имавме 3 милиони евра. Кое беше образложението? Дека владата ветила пари. Ветените пари на владата се едно, но она што се вели обврска на градот према граѓаните, тоа е друго. Знаеме дека сега ќе имаме техничка влада, знаеме дека ќе имаме избори. И ќе влезете Дали ова повторно? значи дека ние повторно влегуваме во еден 6-месечен период, каде што тие средства од владата нема да можат да се предвидат во новиот Ќе буџет. дојде ред кога ќе треба да го анализираме повторно во така. студиото овде. Јас ви благодарам што бевте гостинка, што одвоивте време за утрински брифинг и се надевам дека ќе добиете барем дел од одговорите на прашањата кои што ги поставивте и дилемите кои што ги поставите во емисијата. Ви благодарам на поканата.